Марта, шо бе Сашо, шо? Курнаре, шо? Марта, ако ме прашаш шо правиш, знаеш што ќе ти кажам, ела да ми го поправиш. Марта, го знаеш Тони? Кој Тони? Овој панталони. Марта, а оваа европратеничкава, како ќе гласа за Македонија оваа европратеничкава Милица? Која бе Сашо Милица? Да ти го начукам у вилица. Марта, абе, овој јапанскиот министер за надворешни ќе доаѓал тамо кај вас, овој, кажи го, Акачи. Кој бе Акачи? Тој што ти го закачи, Марта. Се шара на страна сега. Да бидеме малку сериозни. Значи, она вчера што се случи со дотичнава Марта е мега скандал. Мислам дека ги поминаа сите црвени граници, мисла дека тие се креаторите на судбините во Европа, тие палат, тие гасат, дека тие се со некој врховен авторитет како божества кои што може да уништуваат цели народи или да ги креваат на повисок педестал. Ние очигледно не сме во тој ракурс да ти помогне да те крене, напротив, целокупниот нивни дела, па дури и зборовите, како ги кажуваат, тука нема да се служам со Мицко, дека не им ги слушам зборовите, им ги гледам делата. Проблем е со нив што и преку зборовите си ги покажуваат и делата. Затоа што ти дури не можат од тој цинизам да го стишаат, дури никога се обидуваат да бидат некако учтиви со нас. Мора, значи, тој цинизам да им излезе, и тоа се виде вчера. И тоа навистина беше грдоодвратно да се слушне. Ја мислам дека најмалце после тоа што треба да направи целата Европска унија да ни упати официјално извинување за однесувањето на нивната комесарка за проширување. А нашиве треба да ги пратат сите можни, не знам како, приговори, демарши и така натаму. Исто така од наша страна да се побара извинување за онаа навреда која што ни беше нанесена вчера, кога целиот идентитетот на македонскиот народ беше, така да кажам, упатен, компримиран, означен само преку одредени зеленчуци кои што ги користиме во исхраната, како пиперки, како пинџур, патличани и така му натаму зарзават. Целокупниот идентитет, практично македонски, они го понижија, поврзувајќи го само со најобичен зеленчук кој расте секаде и во секоја земја во Европа, мислам. Кај сакат имате и пиперки, и патличани, и кокар, и праз, и кромит, и што сакат. Мислам дека е крајно време за некои радикални потези од наша страна. Едниот од тие потези би бил дај конечно да го ставиме на тест 3,5 деценискиот наратив за нашата желба да чекориме по патот кон ЕУ, за нашите ЕУ аспирации. Јас сериозен предлог имам до нашата власт да го стави овој наратив на испит на јавноста преку референдумско прашање, да видиме на шо сме, да видиме колку од нас се уште да продолжиме по тој пат. И не само тоа, со самото тоа, кога би се распишал тој референдум, би бил со услов ниту едно од партиите, ниту еден политички субјект да не агитира, да не врши пропаганда, притисок преку било кој медиум. Едноставно целокупната кампања околу референдумот да се одбива на тема излезете, гласајте. Толку. Сите други наративи да бидат строго забранети, така да им се остави месец и пол дека се приготвува 2 месеци поема немаја тој референдум, да им се остави на граѓаните мирно, без никаков притисок, без струјање на свеста од медиумите одредени овие политички фактори, да се донесат одлуката дали сакаме и понатака да чекориме по тој пат кој што како што гледаме е слепа улица, или ако сакате нема крај, или пак полека да се дистанцираме од сето тоа, нормално. Нема да плачат по нас, ама нема да им биде ни сеедно, баш като ќе биде таков удар по нивното реноме, еден таков тонч што нема никогаш да го забораат, без разлика што сме мали и што не рачунаат за мали и не третираат така како што не третираат, како инфантилни, недоносени, абортирани
и се она најретроградно, најназадно во нивните глави. Многу сум сериозен за овој предлог. Јас немам да се разбереме ништо против Европа, но ова веќе ги преминува сите граници, значи ние не сме должни по цена на нашето достоинство да прифаќаме било каква навреда, било како ултиматум, било каква уцена од страна на таа Европска унија, затоа што со ништо не сме придонеле тие да се осетат навредено, повредено и не знам како, па за сега на некој начин да ни враќаат. Секогаш сме играле по линија на помал отпор, секогаш сме биле најдолни послушници, секогаш сме клечеле пред нив, сме ги гледале како божества. Видовте вчера дека уствари тие божества се најобични сатани, ќубриња, кои што немаат трошка почит кон се што е во нивните очи помало или послабо од самите нив. Истите тие кои што живеевме заедно 45 години, нивна представничка во европските институции си дозволи на онаков начин да навреди народ со кој што до вчера живеела заедно во иста држава. И пеела иста химна и не знам, под исто знаме растела и под исти вредности и ги користела сите бенефиции што сме ги користеле сите во таа држава. Користела и пасош како и нашиот во тоа време. Така што голема дамка она вчера што се случи, голема последица, травма остави на сите нас, без разлика што ние се зафркаваме на таа тема. Таа тема воопшто не е за зафркавање, барем што се однесува до нас. И уште еднаш честитки до премиерот на Република Македонија Христијан Мицковски, кој што изреагира државнички. И морам да признам, изреагира и доста достоинствено, джентлменски. Можеше да биде погруп, но ја одбрави стиската мера да ја врати на ова еврокомисарка за проширување. Ова треба што се случи вчера да ни биде еден вид на показна вежба или полка, дека понатаму треба со малце повеќе достоинство и самопочит да се однесуваме, нели, кон себе си прво. И кон секој што доаѓа овде да покажеме должна почит до оној степен до кој што ја заслужува. И преминали границите во нашата куќа, кај што постојат наши правила, да биде истретиран така како што заслужува. Без страх, без никакви овие засирања дека ете така тоа може на некој начин да ни се освети, да ни се одмазди, да ни се врати со лошо. Доста беше шо лошо, полошо може да ни направат од ова, што да не држат вака изолирани како што не држат. Повеќе памет у глава иднина и ја мислам дека треба да се стави ова што го предложив вистина, да видиме чисто до кај сме со тој наративот и никогаш тој наратив не е ставен под знак прашање за 35 години, нашите аспирации по него. И затоа може би дојдено времето да се стави на тест, па да се види. Ако народот одлучи дека сака да оди кон мојот, никој ќе нема ништо против. Јас тука ќе заќутам со моите критики врска со таа работа или проценки со таа работа, врска со нашиот пат на ЕУ, но дајте да видиме до кај се. Може би ќе излезат далеку под 50% тие што се уште сакаат да се најдат на тој пат. Но ќе видиме. Ајде, да не го тупаме. Чао.